Танци театар на средношколците од Гостивар и Скопје пред зградата на владата. На овој начин тие го изгразија својот револт од високата загаденост на воздухот и како што велат пасивноста на институциите за решавање на овој проблем. Настанот беше во организација на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Средношколците го крена гласот и го изразуваат своето негодување и револт за состојбата со загадувањето и безперспективноста која се случува во Република Македонија во однос на загадувањето. Имено на топ 10 сме главните градови: Скопје, Битола, Гостивар, Тетово и другите градови од енормно аерозагадување, посебно најмногу ги погодува децата. Доколку не се земат во предвид нивните барања, ќе покренат тужба против државата пред меѓународните институции. Решивме неколку граѓански организации да се обратиме до Комитетот за правата на детето во Женева, лично поединечно до секој, и од таму побаравме мерки кои оваа влада ќе треба да ги испочитува, доколку не ќе бидеме принудени да покренеме тужба. Децата кои денеска излегоа да протестираат преку нивниот настап упатија стилна порака до институциите, велат дека се загрижени од последиците кои ги предизвикува загадениот воздух. Ние сме сериозно загрижени за последиците кои ги предизвикува загадениот воздух, а тоа се смртност и сериозни болести. Ние не смееме и не сакаме да прифатиме оваа состојба. Сите ние имаме право на чист воздух. Тој е неопходен за нашето здравје. Ние како ученици многу добро ја разбираме пораката дека сите дишеме ист воздух. И ова порака им ја упатуваме на сите надлежни институции и на граѓани. Преку танцот пренесуваме многу важна порака. Го изразуваме револтот кој го имаме за загадениот воздух. Мислам дека секој од нас заслужува да живее во средина со почист воздух. Скопје е меѓу 6 најзагадени градови во светот, а во Македонија се дише најопасен воздух по здравјето на луѓето. Во последниот извештај на Европската агенција за животна средина се вели дека повеќе од 1500 лица во годишно умираат како последица на загадениот воздух во Македонија. Во изминатиот период владата град Скопје, но и Министерството за животна средина потенцираат дека се преземаат мерки за намалување на загаденоста, но резултатите ќе се почувствуваат на подолг рок.